Дали е можно дека ни стигна вакво јадење? Добро да застанеш, да се одмориш и сериозно добро да се најадеш. Тоа е главната Нема грешка, поента. храната нема грешка. За ова специјално се доаѓа тука најпознатата попатна плескавица со кајмак што може да постои. Тука не се ни осудувајте да побарате нешто без месо, се е со месо. Ако е вака уште во мај, не знам што ќе биде во јуни и во јули, не се трпи времево. Биле во милион спа центри низ Србија и хотели и се, можам да ви кажам дека ово е во топ 5. Ке си дозволам да ве прашам дали секојдневно се гледаат вакви сауни. Па дали е можно дека ни стигна вакво јадење? Од Скопје кога тргнавме, по пат зборевме за хранава и викам денес нит доручкуваме, нит пиеме, нит јадеме, бидејќи за ова вреди да се остане гладен до крај. Топла лепења. Ајде да си почнеме. Предејански кебапчиња, феноменално послужени со помфриче, со салатичка, со се, гурманско тавче гравче со кобасица. Тука не се ни осудувајте да побарате нешто без месо, се е со месо. Мора да ја запазиме традиционалната српска кујна, односно јужна српска кујна и Игоре јаде гурманската со кајмак. За ова специјално се доаѓа тука најпознатата попатна плескавица со кајмак што може да постои. Тие што редовно одат во предејане би требало да знаат дека плескавицата со години е истата, со години е истата грамажа, истиот квалитет, истите состојки внатре се ставаат. Да, поим за плескавица. Ова е поим за плескавица. Овде има нешто плюс. Нормално, повторно со месо, увијачи. Увијачи е порција на увијачи како изгледа. Значи малце кромик. И добро, тука луѓето на пример застануваат гладни од пат и јадат буквално за сите пари. Ајварчето е нивно домашно. Ајварче домашно, дури на рецепција кога ќе влезете во хотелот има да си купите ајварче. Да, произведуваат ајварчиња и пиперки. Мислам дека е околу 1000 динари или наши 500 денари, така ќе му дојде. Да, бојата. Е баш ќе опробам. Па мислам дека ајвар иде со кебапчиња малце. Ова е интересно, ова е исто предејане сендвич. Сега, ако не можете да јадете баш месо и скара, тогаш ќе си земете еден ваков сендвич кој што го спремаат во домашна лепиња. Тој идејата топо, во домашна лепења, иде кајмак, печеница се запекува, дел од салати по желба и лјута пиперка по желба, дали сакате. На подлога од кајмак ема, тоа е. Па добро, овој може да биде и за носење. Онака да го земеш само да го нарачеш, ти го спремаат брзински и бегаш. Тука се многу Дај да го зум. Тука се многу истренирани добро, викаат кога ќе дојдат група луѓе, односно вака автобуси со патници, буквално вика за пола сат толку имаат пауза нели да јадат. Спремаме, вика, како робот машини, и јадат и си одат. Такво е место, јадеш и бегаш, ама јадеш вкусно. Баш е пријатно на балконот. Ова е тоа што е, нели, главната приказна на предејане. Кисело млеко. Да, генерално у Србија имаат, се не сум, пак ќе кажам, вкусови се упрашени, но мислам дека имаат потешко месо и скара од нашево. Па мислам дека повеќе јадат месо. Пушеат месо, да, она печење и сето тоа, но кај нив хамбургер нема она со помфрит, него само иде плескавица и лепче. Не, а мене генерално го сме веќе кај јадењава, значи особено зборам за скарава сега. Пошто тука нели во предејане некако и најчесто се јаде скара, многу се баш онака мрсни месата, што би рекла, внатре се со лук, со зачини, со буквално веќе кај јадењава, значи особено зборам за скарава сега. Пошто тука нели во предејане некако и најчесто се јаде скара, многу се баш онака мрсни, па што би рекла, внатре се со лук, со зачини, со
бука, ама сакам да кажам, многу состојки има и е многу содржајна и е многу мрсна. Се и жешко е, знаеш, не се јаде нешто премногу мрсно, ама например, јас пробав и од кебапчето, пробав и од плескавицата, но некако времево ми е бач за гравче, за шопска, за еве гравчето, видиш и доктор, тапче гравче, има и кобасица, прескарели го снимав. Така малце по-лесничко. Али добро, сериозно добро да застареш, да се одмориш и сериозно добро да се најадеш. Тоа е главната Нема грешка, поента. храната нема грешка. И цените не се воопшто, така ќе кажам, скапи. Веројатно тоа е за повеќето кога ќе застанат да може да си приуштат да Па да. и да се најадат и да се одморат и сите останати работи. А сега поново и да преспијат и да нели го искористат, односно и услугите на спа центарот. Стигнавме до десертот. Пекол е надвор. Ако е вака уште во мај, не знам што ќе биде во јуни и во јули, не се трпи времево. Алал да ви на тие што сакате лето. Ние сме тие што не ќет. Добро. Се има своја убавина. Ова е кох. Викаат порцијата е за еден, но навистина е голема, можат и двајца да ја поделат со млеко и со сладолед. Ова е чизкејкот, исто така огромно парче, еве и тука да го видите. Баш има нешто што највише е нарачувано од десертите и сладолед. Потсеќа на кохот мајка ми што го прави. Нема многу ја да се снимам, само ќе ви кажам дека во хотел Предејане имаат нов спа центар кој што изгледа светски. Сме биле во милион спа центри низ Србија и хотели и се. Можам да ви кажам дека ово е во топ 5. Светски изгледа, ќе ви снимам, па вие заклучете и сами. Ова е спа центарот во Предејане. Како што кажав, не е ни користен, отворен е пред само неколку дена. Со огромен базен, пречиста вода, голем капацитет и број на лежалки. Погледот е $1,000,000, буквално, значи во зеленило, во природа. Доволно е само ден-два да дојдете тука и да се опуштите. Како гости на хотелот, користејќи ги спа услугите и секако нели вкусната храна што ја има Предејане, тоа ќе го видите секако. Еви тука има уште едно релакс катче, лежалки. Ова е интересно, ова е лежалка со која што е топла. Тука и кафе барот. Може да се напиете кафе, сокче, коктел, што сакате. Браво! Браво за инвестицијава и за ова проширување на Предејане. Еве тука, тие што ќе го гледате овој YouTube, ќе си дозволам да ве прашам дали секојдневно се гледаат вакви сауни. Јас бев многу сериозна кога ви кажав дека ова е според сите светски стандарди, значи ја одамна немам видено ваква уредена спа, нели, односно спа центар. Прво само ќе ви кажам дека имате директен влез, значи од базенот директно се префрлате во остатокот од спа центарот. Преубаво издекорирано, интериер, толку убаво мириса тука, како што и нели е нормално да мириса во еден спа центар. Но ајде да ви ги кажам накратко сите содржини кои што ги има. Ова е солена соба. Еве и од внатре.
Баш е убаво. Чи фактички ѕидовите се тие кои што се со сол. Ова е тоа. Одиме понатаму. Инфраред сауна. Може да влеземе и тука. Прилично се големи сауните, да можат и повеќе луѓе да престојуваат, да. Парно купатило. Многу интересно кај парното купатило е тоа што е ароматично парно купатило. Значи, кога ќе влезете во парната бања, има една преубава арома, како на најубавите мирисни купки за бањање. Значи, да ти е милина да седиш тука. Не е онаа пареја само што е присутна, туку баш ароматични ноти, кои што ви прават да ви е уште попријатно додека сте во парното купатило. Ова е финската сауна. Ни кажаа дека е една од најтоплите фински сауни. Таму е биосауна, ај само во финската да ви покажам. О, многу е топло. Тука 2 минути и како попарен излегуваш. Но веројатно и тоа е целта. Одиме во биосауна. Сам дека оваа не е толку топла. Добро, оваа е топла, ама издржливо е. Колку степени покажува? Не знам да проценам или да прочитам, не е важно. Важно е дека е многу убаво. На Игор му беше топло, па затоа и тука ме чекаше. Стварно е топло во спа центарот, да знаевме дека е до толку убаво, ќе си земевме и костюми за капење, но нема врска. Еве само ви го покажам спа центарот, да го видите и самиот влез. Тука е како рецепција на спа центарот. И по скалите ќе одиме да ви прикажеме и дел од собите, односно сместувањето во предејане. Значи, гостите на хотелот имаат секако на целост да го користат спа центарот. Нема многу да се задржуваме во собите. Имаат околу, Игор, како ни кажа? 51 соба имаат. 51 соба или 110 легла, така нешто ни кажа. 120 или 110 се едно. Генерално се доаѓа да се одморат луѓето тука, да јадат добра храна и сега поново да уживаат во спа центарот. Ова е еден од апартманите во предејане. Еве, ова е дневна соба, сосема коректно, чисто, фино. Веќе со џакузи. Веќе со џакузи, ете. Останало уште од порано. Уште, да. Ова е спалната соба. Коректно. Да, па добро, може и ки ги рено. Дека се доаѓа углавном на една вечер. На една вечер се доаѓа за одмор, за све. Да. Може би со тек на време и ки ги реновираат собите, но сега за сега, пак ќе кажам, коректно е и не се воопшто скапи цените за престој. Мислам дека околу 50 евра е за двајца. Да, околу 50 евра ви едно кевање. Ете, не се задржуваме многу. Па дечки, си одиме од предејане, беше едно супер попладне поминато тука. Сега откако знам дека постои спа центарот, би дошле можеби на повеќе од само едно попладне, па ќе кажам можеби со некое престојување, барем едно ноќевање за да може да ги почувствувате услугите и благодетите од спа центарот. За храната мислам дека нема потреба веќе да коментираме, тоа го видовте. Кој е за добар ручек и одмор, устен пат. Има некоја тура со мотори. Тогаш дојдете си на некој добар оброк, бидејќи имаат огромно мени, супер цени и големи порции. Тоа е тоа, дечки. Игор ме чека во кола, многу е жешко. Се гледаме во нешто наредно. Може би од некој хотел кај нас, може би од Србија,
Ќе видиме каде не однесе патот.